Со голем број влюбеници на јогата, медитација, музика и различни техники. Денес беше одбележена неделата на јогата и во Струмица. Придобивките од јогата се големи и не познава возрастни граници, вели Илија Даов, председател на Сдруженијето Сурја, кој воедно е и организатор на овој настан. Во рамките на неделата на јогата се одржува Светски ден на јогата, а тоа е 21 јуни, во цел свет тоа се одржува, се празнува и македонската прослава се одржува во Струмица. Но придобивките се многу значајни. Имам повеќе пати емисии на вашите медиуми во кои се прикажани придобивките како намален крвен притисок, зголемена еластичност, зголемена енергија на телото, се исправуваат одредени деформитети, особено на децата во развој, како што е кифоза, сколиоза и така натаму, и многу други придобивки, така да после секој час вие сте насмејани, можеби не на лицето, ама од внатре многу. За прв пат на оваа прослава беа поканети и гости од Индија и Италија. Денес е еден многу важен ден за светот. Ние веќе еден месец го прославуваме Светскиот ден на јогата. Јогата значи многу нешта. Јогата е пред се здравје и радост да се живее. Денес за нас е ден посветен на радоста да се живее, на здравјето и на јогата. А јогата пред се создава еден мир во душата на секој практикант и затоа јогата е душа на мирот. Namaste from this beautiful country of Macedonia. Намасте од оваа прекрасна држава Македонија. Многу ми е драго што Илија и неговата организација успеа да организираат ваков настан и да можеме да ја пренесеме пораката на Васуда Хевка Тумбака, што значи една земја, една фамилија, една иднина. Председателството во G12 или G20 е на Индија оваа година и оваа година мотото е една земја, една фамилија, така што овде на 20, 21, 22 така јуни го прославуваме можноста за единство заедно со Илија. Бидејќи јогата е многу силен медиум за да се сплоти една фамилија. Дао вели дека интересот за јога во Струмица е се поголем и дека од следниот месец ќе работи повеќе со деца од школска возраст.